Почитувани представници на медиумите, денеска со Сдруженијето на новинари на Македонија потпишавме меморандум за заедничка согласност за соработка. Договориме соработка и учество на заеднички обуки и кампањи за кревање на свеста на граѓаните за улогата на припадниците на Министерството за внатрешни работи во зачувувањето на безбедност и мирот на граѓаните и новинарите, како и за важноста од тоа новинарите слободно и безбедно да си ја вршат својата работа. Се договоривме заеднички да работиме во насока на креирање на протокол за известување од настани со висок ризик. Договоривме постојана комуникација меѓу МВР и Сдруженијето на новинари на Македонија со цел да се овозможи безбедно вршење на работата на медиумските работници. Ќе соработуваме преку заедничка изработка на анализи и истражувања од областа на безбедноста на новинарите, а Сдруженијето на новинари на Македонија преку соодветни обуки ќе ни помогне во подготовките на припадниците на Министерството за внатрешни работи за медиумски настап, односно комуникација со медиумите во интерес на заштита и унапредување на правото на слободно изразување во согласност со Европската конвенција за човековите права. Во минатото бевме сведоци на напади врз новинарите, нешто што не сме да се случува во една демократска земја. Министерството за внатрешни работи ќе направи се за медиумските работници да можат слободно и безбедно да си ја вршат својата работа. Медиумите се столбот на едно демократско општество и тие мора да имаат услови за слободно и безбедно да извршуваат својата работа. Ние сме отворени за соработка со сите организации на новинарите и таа соработка сакаме во иднина да ја надоведуваме. Благодарам. Почитувани министре Спасовски, драги колеги, подпишувањето на меморандумот за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи и Сдруженијето на новинари на Македонија е многу важен поради неколку причини. Овој чин демонстрира политичка волја на новиот министер за внатрешни работи господин Спасовски институционално да ги решаваме проблемите кои не тангираат како новинари. Основниот проблем на новинарите изминатиот период беше нивната безбедност. Не може да се замисли улогата на медиумите во едно демократско општество ако новинарите не се чувствуваат безбедни во извршување на нивните професионални задачи. Во изминатите 5 години како ЗНМ регистриравме над 50 разни напади на новинари, а институциите не успеа да изведат пред лицето на правдата ниту еден од напаѓачите, меѓу нив, за жал, имаше и припадници на полицијата. Овој меморандум покажува спремност од двете страни, блиску да соработуваме и да ставиме крај на политиката на неказнивост на насилството кон новинари. Досега имаше одреден напредок во овој правец, 10 случаи веќе се процесирани во обвинителство, а очекуваме во иднина полицијата да продолжи со мерки и активности да ги расветли и останатите напади на новинари. Голема важност на нашата идна соработка ќе дадеме на организирање заеднички обуки, како што рече министер Спасовски. Припадниците на полицијата ќе се обучат за важноста на улогата на медиумите во едно демократско општество, кое не може да функционира без слободни и професионални медиуми. А предуслов за тоа е новинарите да се чувствуваат безбедни во нивната мисија, точно и навремено да информираат јавноста. Веруваме дека заедничките обуки ќе ни помогнат да ја зголемиме и довербата меѓу припадниците на полицијата и новинарите. Во овој контекст предвидено е да изработуваме протокол за известување на настани од висок ризик. На тој начин веруваме дека ќе избегнеме да се попречуваме меѓу себе како фили, а новинарите не само што нема да бидат попречени да извршуваат нивната работа, туку ќе се чувствуваат и по-безбедни. Ја уште еднаш сакам да му се заблагодарам на министерот Спасовски и верувам дека оваа соработка ќе придонесе за подобрување на перцепцијата во светот за состојбата со слободата на медиумите во Македонија, затоа што на овој начин ние најлесно можеме Македонија да ја симнеме од црните листи за слободата на медиумите и слободата на говорот. Додека со законите ќе ни треба малку време, на овој начин покажуваме дека безбедноста на новинарите ја зајакнуваме и резултатите ќе бидат конкретни и
уочливи. Така да се надевам дека тоа лошо искуство што го имавме во минатото ќе биде оставено во минатото. Благодарам уште еднаш.